Над 15 милиони евра европски пари ќе влезат во 17 општини кои се дел од проектот Регионална депонија за Источна и Североисточна Македонија. На почетокот на наредната година ќе почне постапката за затварање на регуларните, но и на останатите диви депонии во овие два региони, а комуналните претпријатија ќе добијат возила и канти за рециклирање на отпадот. Значи, во почетокот на годината ќе се распише јавна набавка за затварање на дивите и несоодветни депонии. Предвиден е буџет некаде над 10 милиона евра за затварање на сите диви депонии во источниот плански регион. Истовремено ќе се распише јавна набавка, а повторно во 2018 година некаде е предвиден буџет од 5,5 милиона евра за набавка на специализирана опрема, односно возила и канти за примарна селекција на отпад. Во тек е изработката на техничката документација со ревизија на истата документација, така да, како што и порано реков, овие активности се веќе во тек, се работи на вистина за стратешки проект, така да не можеме да очекуваме дека ќе го видиме системот за интегрално управување на отпад некаде пред 23-та година. Од наредната година треба да се отвори регионалниот центар за депонијата, кој ќе биде одговорно за сите понатамошни постапки. Председател на меѓуопштинскиот одбор за регионалната депонија, градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Продолжиме да работиме на таа проблематика, требаат дополнителни анализи. Предлогот што го дадов го договоривме и го изгласавме да секоја општина делегира свој член во телото, во стручното тело, каде што ќе се работи многу посериозно во делот на депониите и за да можеме да дојдеме до конечни резултати и конечни решенија. Општините од источниот и североисточниот регион ќе имаат првата регионална депонија кај Светиниколското село Мечкуевци, која ќе биде реализирана со европски пари. Според директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, оваа депонија реално според понатамошните постапки и чекори ќе може да се отвори во 2023 година.